Јавноста дека деновиве започнат новиот модел на евидентирање и практично наплата на паркирањето во централното градско подрачје во сите паркинг зони. Станува збор за еден модел, смарт модел за контрола, евидентирање на паркираните возила. Целта е да се изолираат злоупотребите и да се практично ограничи човечката одлука во овој модел. Станува збор за еден дигитален начин со современи камери кои ќе ги отчитуваат регистарските таблици на возилата кои се паркирани и со тоа веруваме дека ќе се зголеми наплатата, но и ќе се намали метежот во централното градско подрачје, затоа што сите сме сведоци на злоупотребите кои се случуваат во паркирањето. Ова е еден начин да се намали оваа тенденција преку дигитално читање и дигитално евидентирање на сите паркинг позиции, изоставајќи ја можноста да се носи одлука преку човечки фактор и намалувајќи ја злоупотребата која што како ризик се појавува во функционирањето и работењето на паркинг службата. За сите детали поврзани со тоа како ќе функционира новиот модел, оставам директорот на јавното претпријатие да сподели со јавноста и вие самите можете да се уверите во начинот на кој што ќе се врши контролирањето на паркинг позициите. Само месаш. Почитувани медиуми, најпрво да се заблагодарам на градоначалникот на иницијативата и поддршката во целокупната реализација на оваа надградба на системот за паркирање. Штип е првата општина во Република Македонија која што воведува ваков софистициран и иновативен модел за евиденција и наплата во паркирањето. Овој модел веќе успешно функционира и дава одлични резултати во соседните држави, а ние од него очекуваме во голема мера да ја зголеми ефикасноста и функционалноста во работењето и исто така значително да ги намали или елиминира влијанието на човечкиот фактор, а со тоа и можноста за злоупотреби и непостапување. Веќе официјално започнаа да патрулираат новите хибридни возила со инсталирани камери на нив. Овие возила на многу лесен и едноставен начин ќе ги отчитуваат сообраќајните таблички. Во реално време ќе испраќаат информации на софтверот кој што ќе евидентира кои од возилата се непрописно паркирани или кои од возилата немаат наплата. Ако и при второто евидентирање овие возила се уште немаат наплата, ќе бидат санкционирани веднаш на еден од модостапните методи со издавање на доплатен билет или со поставување на блокатор. Првичните анализи од функционирањето, за жал мора да признавам, беа поразителни. Имавме огромен број на возила кои што во даден момент ги користеа позициите за паркирање без наплата или непрописно беа паркирани. Сепак, како што одминуваше моментот од воведувањето и патрулирањето на возилата, има тенденција за намалување на овие појави и прекршувања и јас се надевам дека во иднина ќе имаме многу помалку вакви инциденти. Во прв момент веќе делиме опомени со јасни упатства за начинот на наплата, на сите можни начини на наплата на паркирањето, а веќе после една недела, да кажеме, нови возила ќе бидат санкционирани веднаш без исклучоци. Може да ми кажете како ќе го решите проблемот со паркирањето на улица Крстин Исурков? Во моментот морам да кажам дека со одлука на Советот ова
овој потек, ова улица не е влезена во одлуката за позициите за паркирање кои се под ингеренција на јавното предпријатие и во моментот ова е ингеренција на службите на МВР, меѓутоа сепак мислам дека би било добро во иднина и оваа позиција да влезе во одлуката, односно на овој начин да се регулира паркирањето таму. Првата само да